на почеток во неврзан дел од разговорот со Марко разговаравме, јас вика ќе си кажам ова се е навистина импозантно и е многу и јас му честитам и на Марко и на советниците и на администрацијата одека во општина Велес, затоа што во овие тешки услови кога се практично континуирано под притисок на оваа влада на ДУИ поддржана од помалиот коалиционен партнер СДСМ, тие сепак успеваат да најдат мотив да го реализираат тоа кое што е ветено, а бога ми од ова што сега го слушнавме имаат и многу повеќе работи кои што и не беа дел од програмата, а сепак се реализираат. Јас сум убеден дека и многу предвреме ќе биде целосната програма ќе биде реализирана, посебно откако новата влада на ВМРО ДПМН ќе излезе со сериозна поддршка за општина Велес. Така што уште еднашка можам да го изразам моето нескриено задоволство дека Велес добива поинаква слика, се работи. Секој дел од општина Велес практично останува допрен, нема недопрени делови на општина Велес и тоа е многу добро. И заради тоа сакам да им честитам и на Марко, на градоначалникот, на советниците, на администрацијата за ова исклучително квалитетна работа која што ја прават овдека за Велес и за Велешани. Само така да продолжат, јас очекувам уште многу проекти во изминатиот период, посебно проекти кои што не се ветени, а кои што со идната влада на ВМРО ДПМН ќе бидат реализирани овдека во Велес. Ви благодарам. Ако имате прашање, Господин Мицкоски, како ја коментирате изјавата на вице-премиерот на владата дека се прави злоупотреба на овие закони со европско знаменце, се со цел да не се почела поканата за донесување законите за ефекта овие? Мислам дека после таа изјава треба тој човек веднаш да си поднесе оставка и да замине, бидејќи не е достоен за таа позиција која што ја обава во овој момент и парите кои што ги троши на граѓаните, односно даночните обврзници во Македонија. Како прво, тој таму е поставен за да ги почитува законите. И тоа е многу важно, и процедурите, а тој пак јавно признава дека поддржува кршење на процедурите. И треба да е свесен дека еден ден, а тој ден е се поблиску, ќе има и одговорност за таквото однесување. И второ, покаже и докаже дека проектот за изградба на дел од коридорите 8 и 10Д, кој што силно го форсира владата на ДУИ, поддржана од помалиот коалиционен партнер СДСМ, не представува ништо друго, освен еден голем криминален епски потфат на оваа влада, а соучесник во тој опфат е и вице-премиерот кој што би требало да биде заложен за евроинтеграција на Македонија. И се потврдува тезата дека тие го користат или, да бидам попрецизен, го злоупотребуваат името на Европската Унија само кога треба да крадат, кога треба нешто да се сработи, да се почитуваат законите. Можам да кажам дека тие ни оддалеку не се достојни на европските вредности и на тоа што треба да значи Европа за граѓаните во Македонија. Така што уште еднашка сакам да предупредам дека ваквото признавање на отворена сцена дека се одобрува кршење на процедури, кршење на закони, еден ден, а тој ден е се поблиску, подразбира и одговорност. Дали ќе постапите некако, посебно по, иако Европската Унија замери за европското знаменце, власта сепак се продолжи, ќе постапите ли некако, ќе пробате ли нешто да направите во парламентот или со некој друг чекор? Јас чекам реакција од страна на Канцеларијата на Европската комисија овде во Македонија. Очекувам реакција на амбасадорите кои што се земји членки на Европската Унија, на државите кои што се земји членки на Европската Унија, некаква реакција. До овој момент нема никаква реакција. Очигледно дека тие се злоупотребени во овој процес, или јас барем така сакам да верувам. Но доколку остане тишина, односно доколку остане без реакција, тогаш основано можеме да се сомневаме дека станува збор за нешто друго. ВМРО ДПМН како политичка партија силно ќе се спротивстави, иако процесот на би рекол носење на овие закони е наков како што е замислен во рамките на парламентот е на брза трака, бидејќи токму таа е намерата на злоупотребата на ова европско знаменце, но ние нашите аргументи ќе ги кажеме таму за да може јавноста да ги слушне и силно ќе се бориме да тие аргументи
практично преовладаат за време на таа дебата, но истовремено како политичка партија и пратеничка група ќе упатиме допис до сите институции, не само во Македонија, и до амбасадите во Македонија, на земјите членки на Европската унија, туку и до самата Европска комисија, до председателката, до оние кои што се задолжени да промовираат европски вредности, а овде во Македонија како земја кандидат гледаме на отворена сцена како се кршат тие вредности. Наше е да ги предупредиме. Ние како ВМРО ДПМН не можеме да се бориме против цела Европа и Европска комисија, не можеме да се бориме против криминална власт и политичари кои што се дел од оваа коалиција на СДСМ, поддржана од помалиот партнер ДУИ, но треба да направиме се што е во наша моќ за да укажеме на јасното кршење на законите, уставот и процедурите во Македонија и да упатиме со јасни факти на криминалниот карактер на овој тендер, кој што има за цел да отпочне со изработка на делови од коридорите 8 и 10Д, проект кој што започна со трошење на неколку стотици милиони евра народни пари за пенали и аванси, а гледате вие дека нити лопата е фрлена, нити пак шајка е закована. Вчера одбележавме 78 години од победата над фашизмот. Дали може да се каже дека го имаме победено со оглед на тоа дека сме исправени пред предизвик на негирање на македонскиот идентитет, да не бидеме толку директни или да се зборува за фашизам, но сепак сме исправени пред тој предизвик. Што придонесе да Бугарија се однесува вака кон Македонија? Дали може би тој поданички однос на власта или како може тоа да се поправи? Да, мене ми е жал што можам да видам дека се уште на отворена сцена се повампируваат тие некои фашистички пореви кај определени политичари на земји наши соседи, конкретно тука ќе го споменам нашиот источен сосед, тоа е Бугарија. Тие се уште имаат некои такви, би рекол, изјави и моменти на слабост, посебно дел од нив се она што мене ме загрижува европратеници, кои што на отворена сцена, користејќи го, тоест злоупотребувајќи го Европарламентот, гледаме како јавно го негираат македонскиот идентитет, правото на самоопределување, на самоименување во 21. век, иако македонскиот народ е слободарски, мирен, миролюбив народ, добри домаќини и луѓе кои што секогаш во историјата биле на вистинската страна, како што биле и за време на Втората светска војна, кога го поразиле бугарскиот фашистички окупатор овдека во Македонија. Но повторно ќе кажам, загрижен сум, а уште позагрижен сум што нема реакција од страна на европските институции за вакви фашисоидни хегемониски изјави на некои европратеници кои што доаѓаат од нашиот источен сосед. И се надевам дека во новиот состав на Европскиот парламент вакви фашизоидни политичари кои што доаѓаат од нашиот источен сосед нема да имаат своје место, а нашите соседи од исток, односно од Бугарија, тоа ќе го препознаат и нема да го дадат гласот за ваков тип на политичар. Излезе за најновиот извештај за инфлацијата во држава, колку македонските граѓани може да се носат со овие зголемени трошоци? Да, јасно е и од последниот извештај на Заводот за статистика дека тоа е повеќе од европскиот просек, би рекол повеќе од двојно од европскиот просек. Мислам дека е заpravo веќе 13%. Мислам дека просекот во првите 4 месеца е 15%. За лебот и за храната е повеќе од 25% и тоа само по себе покажува дека инфлацијата не е увезена како што тоа не убедуваше владата, туку дека станува збор за епска неспособност на криминалната влада на ДУИ, поддржана од помалиот коалиционен партнер СДСМ, на сметка на граѓаните. За жал, тие тоа не го чувствуваат, бидејќи на дневна основа преку тендери во 4 очи и наместени јавни повици го крадат народот, но за жал огромно мнозинство на наши сограѓани тоа го чувствуваат и можам да кажам дека бројката на деца кои што ја чувствуваат оваа прехранбена сиромаштија од ден на ден станува се поголема, а сега е повеќе од 50.000 такви кои што ја чувствуваат оваа прехранбена сиромаштија. Зборувам за дечињата. Така што наистина кога зборувам дека се потребни предвремени парламентарни избори, ќе повторам, не зборувам дека е потребно ВМРО ДПМН и ние да бидеме влада, затоа што ние сме такви луѓе дека сакаме власт. Не е тоа суштината. Суштината е дека колку подолго оваа влада на ДУИ
поддржан од помалиот партнер СВСМ остане таму каде што е, толку повеќе Македонија ќе губи. Тие еден ден ќе бидат жестоко поразени, нема да бидат повеќе таму и ќе има одговорност. Но штетата која што ја прават на дневна основа навистина е преголема и ќе ни треба многу напор и многу време за да истата ја санираме. Затоа се потребни предвремени парламентарни избори што поскоро, за да може да народот избере политичари кои што имаат визија, имаат план и знаат како да ја развиваат Македонија. Благодаря.